Нас, интелигенцијата, не школувале, а и денес не школуваат руси, романци, срби и бугари. Ама немој да веруваш дека револуционерите работат за автономна Македонија, та отпосле да ја присоединат кон Бугарија. Чувај Боже, тоа никогаш нема да биде. Сите ние македонци, макар каде и да сме, макар и колку да сме учели, никој нема да дозволи Македонија да се присоедини кон било кој. Туку ќе работиме кон неа да се присоединат други провинции. Но, никој од нас не ќе постане слуга на ниту една по никоја цена. Туку веднаш ќе дојде во своето јато, кон кое и ние дојдовме. Во границите на бугарската држава после Првата светска војна останал Пиринскиот дел од Македонија. Покрај македонското население од Пиринскиот дел од Македонија, во Бугарија живеела и бројна македонска емиграција, која се доселувала во повеќе фази на општествените, политичките и воените случувања на овие простори, од крајот на 19-тиот и првите 2 децении на 20-тиот век. Македонското население и македонската емиграција, како сега официјални и легални граѓани на бугарската држава, си имале и своја улога во политичкиот живот на државата. За бугарските политички фактори биле интересни за привлекување на своја страна поедини македонци кои со својот индивидуален потенцијал можеле да дадат придонес во нивниот политички интерес. Особено интересни за бугарските политички фактори биле поединци македонци кои што поседувале интелектуален капацитет, кои што најголем дел од нив биле и вклучени во македонското ослободително движење. Заради таквата позиционираност, тие имале можност да го искористат авторитетот на таквите личности меѓу македонците во Бугарија. Бидејќи единствено Бугарија, за разлика од другите балкански држави, им дозволи на македонците, на македонските бегалци, на македонските организации, па и револуционерни организации, слободно да действуваат во рамките на Бугарија. Исто така, бугарските политички фактори како целна група го имале и целокупното македонско население во Бугарија. На Балканот, по Првата светска војна, Бугарија била единствената држава која била на страната на победените во војната. Во таква незавидна ситуација не било возможно ни да се размислува за територијалните амбиции кои биле присутни во дотогашната надворешна политика на Бугарија. На првите парламентарни избори по војната во август 1919-та најмногу гласови добиле Бугарскиот земјоделски народен сојуз и Бугарската комунистичка партија. И веќе на наредните парламентарни избори во март 1920-та Земјоделскиот сојуз добил толкава голема поддршка од гласачкото тело што тоа овозможувало да формира самостојна влада. Новата земјоделска власт во Бугарија се потпирала на широките селски народни маси. Таа не си обезбедувала скоро никаква толеранција на помоćните политички фактори во бугарската политика од интелектуалните градски средини, ниту пак од офицерството, кое било блиску до дворот. Овие опозициони политички средини во Бугарија стравувале од радикалната програма на Стамболиски. Стамболиски, за да си ја обезбеди моќта над армијата, за министер на војската поставил цивилно лице. Поради обезвластувањето на офицерството и поради намалувањето на нивниот работен ангажман, со намалување на армијата во 1922 била формирана така наречената Воена лига, која со текот на времето ќе има значајно влијание во политиката на Бугарија. Политиката на Александар Стамболиски, односно на Бугарскиот земјоделски народен сојуз, по завршувањето на Првата светска војна, е карактеристична по има содржи, тоест по два постулати, значи две основи. На внатрешен план Стамболиски ќе се обиде да направи се што е возможно за да ја стабилизира економијата во државата и да ги среди приликите кои што се останати рецидивите од Првата светска војна, додека на надворешен план ќе
направи обиди да се помери прво со кралството на србите, хрватите и словенците, а потоа и со големите сили, во прв ред Велика Британија и Франција, и да ја отфрли од себе, односно како представник на бугарската влада и од Бугарија вината и аз би го нарекол тоа кривицата, значи од Првата светска војна, односно последиците за Бугарија заради погрешно одбраната страна во Првата светска војна. Надворешната политика на Стамболиски му создавала исто толку внатрешни непријатели. Тој успеал да ја зачлени Бугарија во друштвото на народите. За земја губитничка од војната тоа представувало голем успех. Со овој чин земјата излегла од меѓународната изолација. Стамболиски особено ја интензивирал соработката со западниот сосед, кралството на србите, хрватите и словенците, сметајќи дека тоа е важно како чекор кон балканската соработка, која евентуално би довела до Балканска селска федерација. Во текот на 1921 година, министерот за внатрешни работи по потекло македонец Александар Димитров и председателот на владата Александар Стамболиски оствариле повеќе важни средби со председателот на владата на кралството на србите, хрватите и словенците Никола Пашиќ. Тие се обврзувале пред него дека ќе се борат против ВМРО, особено против неговите четнички упади во вардарскиот дел на Македонија, што представувало голема закана и вознемирување за младото и кревко кралство на србите, хрватите и словенците. Со македонското прашање и дотогаш се занимавале и го поставувале како приоритетно сите бугарски влади и други политички фактори во Бугарија. Интересот на бугарските државни и политички фактори кон различните организации и асоциации од македонското движење, особено кон привлекување на поедини личности од македонското движење или личности со интелектуален и политички капацитет кои имаат македонско потекло, било од круцијално значење. Еден од најистакнатите примери за учество на македонците во бугарскиот политички живот во овој период е министерот за внатрешни работи во владата на Стамболиски Александар Димитров. Бил наклонет кон ова земјоделско движење во Бугарија и со поддршка на истото, значи и пред војната бил пратеник во Бугарското народно собрание. Александар Димитров е особено интересна личност заради тоа што потекнува од Серско, учествува во Серскиот револуционерен округ во четата на Јане Сандански и под влијание на Сандански се запознава со федералистичките идеи. По смртта на Сандански одлучува да влезе во редовите на Бугарскиот земјоделски народен сојуз и постепено расте во хиерархијата за да стигне до самиот врв на партијата. Го нарекувале создавач на земјоделската организација, тврдата рака на земјоделскиот сојуз и бескомпромисниот земјоделски лидер. Како министер за внатрешни работи, Александар Димитров всушност бил и десната рака на Александар Стамболиски, бил најголем поддржувач на неговата политика на добрососедски односи, најмногу акцентирани односите со западниот сосед, со новоформираното кралство на СХС. Александар Димитров е публицист и редактор на органот на партијата на весникот Земјоделско знаме. Од таа позиција ќе ја спроведува и неговата политика, бидејќи е приврзаник на политиката на добро соседство, односно помирувањето со кралството на србите, хрватите и словенците, секогаш има равенка еднаквост со нарушување на односите со внатрешната македонска револуционерна организација. Од 1908 до 1921 година бил пратеник во Народното собрание на Бугарија, избиран на листите на Земјоделскиот сојуз. Покрај тоа што бил министер за внатрешни работи во владата на Стамболиски, во еден период на 1921 година Димитров го раководел и Министерството на железниците, поштите и телеграфите. Со реконструкцијата на владата на 24 јуни 1921 Александар Димитров бил назначен за воен министер.
Во мандатот на Александар Димитров во Министерството за внатрешни работи е привлечен и искусниот револуционер и деец на ВМРО Ѓорче Петров. Тој станал виш бугарски чиновник, како раководител на комисијата за настанување на бегалците од Македонија, Тракија, Добруџа и западните покрајини. Во оваа комисија биле привлечени и други македонци, бивши револуционери, како на пример Павел Христов. Тие ја следеле и ја спроведувале владината политика, особено по однос на македонците и македонското движење. Во време на министерувањето на Димитров, во летото 1920-та е возобновена и четничката активност на ВМРО. Тоа предизвикало остра реакција од страна на Белград. Владата на Стамболиски му налагала на Александар Димитров, во тоа време министер за внатрешни работи, да ја запре четничката дејност и да ги смири Ќустендилскиот и Петричкиот реон. Министерот Димитров, за да ја совлада оваа ситуација, формирал контрачети. Тој испратил и чета во Вардарскиот дел на Македонија за евентуално ликвидирање на водачот на ВМРО Тодор Александров. Четничките упади од страна на ВМРО на територијата на кралството на србите, хрватите и словенците во Вардарскиот дел на Македонија станале главна пречка за подобрување на односите помеѓу Бугарија и кралството на србите, хрватите и словенците. Во овој контекст би сакал да споменам и една изјава која што ја дава Александар Стамболиски во белградскиот весник Работнички весник, каде што во разговор со дел од новинарите од редакцијата им соопштува: знаете, вие постојано не обвинувате дека ние не сакаме да се справиме со организацијата, меѓутоа голем дел од тие акции не се создаваат, не се планираат на територијата на Бугарија, туку се планираат и во соседните земји, односно во Вардарскиот дел на Македонија. И дури цитирам, кажува: ако толку ги сакате македонците, земете си ги кај вас. Нам тело што го добивме од Македонија ни донесе само неволји и земете ги македонците кај вас и обидете се вие да ги цивилизирате и да ги направите честни граѓани на вашата држава. Заедно со Грција, кралството на србите, хрватите и словенците покренало кампања против Бугарија, со обвинување дека Бугарија не ги почитува клаузулите на Неискиот мировен договор. На ова се придружила и Романија, и овие три земји испратиле колективна нота за смирување на граничните реони и за запирање на дејноста на ВМРО. Ова предизвикало сериозно вознемирување на владата на Стамболиски и таа им одговорила на големите сили победнички дека подготвува строг закон против учесниците во четничкото движење. Председателот на бугарската влада најголема поддршка во реализирањето на ова ветување имал од министерот Александар Димитров. Во таа смисла е и посетата на Димитров на Белград на 30 мај 1921 година. Тој се враќал од Прага, каде што присуствувал на конгресот на Чехословачката аграрна партија и на барање на Стамболиски од страна на бугарскиот амбасадор во Белград, Коста Тодоров, му била организирана средба со премиерот на кралството СХС Никола Пашиќ. Димитров го уверувал Пашиќ дека бугарската влада тежнее кон добрососедски односи со западниот сосед и дека е решена да го забрани македонското движење во Бугарија. Според Коста Тодоров, Александар Димитров изјавил дека утре се враќа во Софија да ја преземе функцијата министер на војната и отидава збор дека ќе се справи со македонскиот терор. Односите помеѓу владата на Земјоделскиот сојуз и ВМРО се заостриле до крајно сериозен степен. Назначувањето на Александар Димитров за министер на војната на 24 јуни 1921 година значело и вклучување на армијата во отворена војна со ВМРО. Во тоа време, водачот на ВМРО, Тодор Александров, се вратил од Вардарскиот дел на Македонија во Бугарија. Тој направил обид да го привлече на своја страна и Ѓорче Петров, но безуспешно. ВМРО ќе донесе смртна пресуда за Ѓорче Петров и истата ќе ја реализира на 28 јуни 1921 година. Конфликтот помеѓу ВМРО и бугарската влада влегува во се пожестока фаза. Започнале се поостри предупредувања и закани од двете страни. Александар Димитров го предупредил ВМРО дека доколку не запрат убиствата, ќе се справи со организацијата со најрешителни мерки.
Бугарските власти на 16 јули го извлекле од затворот еден од приврзаниците на Тодор Александров и кочански војвода на ВМРО, Симеон Георгиев Кочански, и го убиле. За ова убиство ВМРО го обвинувала лично министерот Димитров, со објаснување дека имал за расчистување стари лични сметки со убиениот, уште од поранешното учество на Александар Димитров во македонското движење. Нетрпеливоста на ВМРО кон министерот Димитров и кон председателот на владата Стамболиски кулминирала со изрекувањето на смртните пресуди за нив. Тоа се случило на едно заседание на некој од поистакнатите дејци на ВМРО, одржано на 2 август 1921 година во Ќустендил. На ова заседание присуствувал и ресенчанецот Андреј Љапчев. Изрекувањето на смртната пресуда, Андреј Љапчев, исто човек кој што е по потекло од Македонија, ќе каже дека Димитров бил дури поопасен од Стамболиски по однос на македонското прашање, односно кон начелата, односно борбата на внатрешната македонска револуционерна организација. Според него, доколку ВМРО го ликвидира Стамболиски, Димитров ќе се одмаздувал со најголема жестокост. Така, министерот Александар Димитров, кој произлегувал од македонските револуционерни редови, бил ставен на листата за ликвидирање пред самиот председател на бугарската влада. Токму ова дистанцирање од македонското прашање, односно од македонскиот проблем, ќе им пресуди, значи, на Димитров и на Стамболиски. Прв кој што ќе биде ликвидиран во 1921 година е Димитров. За значењето на Александар Димитров како еден од најтврдите и безкомпромисни раководители и блиски соработници на водачот и председател Александар Стамболиски, доволно кажуваат зборовите на Стамболиски на гробот на Димитров. Тој рекол: ми ја одсекоа десната рака. Со убиството на Александар Димитров, десните сили од партијата ги засилуваат своите позиции во власта. Меѓу преземените действија за зближување со Белград од страна на Стамболиски е и создавањето на емигрантска организација при Земјоделскиот сојуз, преку која требало да се придобиваат бегалските маси како потпора на земјоделската власт. Исто така се водела битка и за придобивањето на македонското население во Пиринскиот крај. ВМРО реагирала многу остро на овие обиди на Земјоделскиот сојуз за подривање на незиното влијание меѓу македонските народни маси во бугарската граница. Во овие политички дејствувања на Земјоделскиот сојуз биле вовлекувани и незини членови и приврзаници, кои биле и активни членови на македонските организации и асоциации. Еден од таквите примери е и Александар Панов, кој учествувал на основачкиот конгрес на Македонската емигрантска федеративна организација и бил избран во едно од нејзините тела. Тој, како партиски припадник на Земјоделскиот сојуз, го предводел Земјоделскиот емигрантски сојуз во Бугарија и активно се вклучил во подготвувањето и делувањето на федералистичките чети, кои се бореле против четите на ВМРО. Александар Панов бил член и на друштвото Илинден, од кое ќе биде исклучен поради неговата активност во четите против ВМРО. Активноста на Александар Панов да учествува во создавањето и дејствувањето на федералистичките чети кои се бореле против четите на ВМРО на територијата на Бугарија, довеле до тоа да ВМРО морала да донесе и смртна пресуда и да ја реализира истата против него. И во другата политичка партија што ја добила довербата на граѓаните на парламентарните избори по војната, Бугарската комунистичка партија, тесни социјалисти, активно учество земале и македонци, кои веќе биле граѓани на Бугарија. Меѓу најистакнатите имиња на македонци во раководните структури на бугарското комунистичко движење биле имињата на Георги Димитров и Димитар Благоев. Повидните имиња и позначајните имиња во бугарското комунистичко движење со македонско потекло е името на Димитар Благоев. Тој е роден во селото Загоричани, Костурско, во 1856 година. Благоев се смета за еден од основоположниците на бугарското социјалдемократско движење.
Исто така е еден од основачите на Бугарската комунистичка партија Тесни социјалисти. Се до својата смрт, 1924 година, тој бил еден од најавторитетните имиња во комунистичките кругови на Бугарија. Меѓу наистакнатите македонци во Бугарија кои во тоа време биле активни членови на Бугарската комунистичка партија Тесни социјалисти, бил револуционерот и македонскиот деец Димо Хаџидимов. Тој по Првата светска војна бил идеолошкиот предводник на привременото представништво на Обединетата ВМРО, која во времето на подготовките за Париската мировна конференција, кога постоела надежта дека се уште можело акционо да се делува по македонското прашање, ја издигнувало паролата за политичко-државна издвоеност на Македонија. Хаџидимов бил еден од раководителите на Централната емигрантска комисија на Бугарската комунистичка партија во 1919-тата. По директива на комунистите кои членувале во привременото представништво, најголем дел од нив биле од серската револуционерна група, го напуштиле движењето на представништвото и во 1920 година формирале нова организација – Емигрантскиот комунистички сојуз, кој бил емигрантска секција на Бугарската комунистичка партија, во која 2/3 од членството биле емигранти од Македонија. Покрај Димо Хаџидимов, како предводник на групата македонци што влегле во ЕКС, меѓу македонците што влегле во оваа организација биле и Христо Јанков, Благој Касабов, Иван Илиев, Методи Алексиев и други. Како чисто партиска комунистичка организација, која немала многу заедничко со интересите на македонските бегалци и емигранти и македонското население во Бугарија, ЕКС по своето формирање можел само да вегетира. ЕКС не добил масовна поддршка во прв ред од емигрантите и од бегалците од војните, а ги изоставил од интересирање и староседелците во Пиринскиот дел на Македонија. Поради овој неуспех на бугарското комунистичко партиско тело ЕКС, Димо Хаџидимов самокритично констатирал дека масите не дојдоа кај нас, но ние сме должни да отидеме кај нив, што значи дека македонските комунисти треба да влегуваат во другите македонски емигрантски организации. Всушност, истиот заклучок е донесен и од Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија и по настојување на Георги Димитров во 1922 година било донесена партиска одлука ЕКС да биде расформиран. Димо Хаџидимов, преку своите искажувања од 1919-тата и ставовите од 1922-та и 24-та, остава впечаток дека тој повеќе од партиска дисциплина, одошто од лично убедување, поминал повеќе од 2 години во ЕКС. И покрај тоа, тој во оваа организација работел со нему својствената упорност и доследност, строго почитувајќи го партискиот курс и дисциплина. Димо Хаџидимов го редактирал и печатениот орган на Емигрантскиот комунистички сојуз, неделникот Освобождение. Покрај овие активности, Хаџидимов истовремено извршувал и други обврски во Бугарската комунистичка партија. По соборувањето на владата на Стамболиски во јуни 1923 година, тој и другите македонци комунисти активно учествувале во борбите на Бугарската комунистичка партија. Во куќата на Хаџидимов илегално престојувале Георги Димитров и други високи раководители на Бугарската комунистичка партија. Се криело оружје, се одржувале врски со прогонуваните македонци комунисти. При подготовките за септемвриското востание во 1923 година бил уапсен и заедно со неколкумина комунистички раководители поминал 3 месеци во притвор. Во ова востание, кренато од комунистите против владата на Александар Цанков, биле убиени многумина востанати македонци. По неуспешниот крај на востанието, откако партиското раководство начело со Георги Димитров емигрирало, на Витошката илегална конференција на Бугарската комунистичка партија од 1924 година, Димо Хаџидимов бил избран за член на Централниот комитет и раководител на Комисијата за емигранти. Тој од 1923 година, па се до неговото убиство во септември 1924 година, бил и народен представник во 21-то редовно народно собрание.
Повремено бил исклучуван од работата на парламентот поради неговите смели настапи и остри критики на владеачката буржоазија. Меѓу поактивните и водечки членови на Бугарската комунистичка партија по потекло од Македонија бил и Христо Константинов Калајджиев, родум од Енидже Вардар. Во овој период во дипломатските служби на Бугарија работел и македонецот Панчо Дорев по потекло од село Пателе, Леринско. Тој бил адвокат и историчар. Како дипломат во времето на владата на Стамболиски, го раководел бугарското дипломатско представништво во Австрија во 1920 година. Подоцна, во 1932 година, бил и полномоштен министер во Чехословачка. Панчо Дорев, искористувајќи ги своите врски со Мустафа Кемал Ататурк и со Исмет и Њуњу, во текот на 20-тите и 30-тите години работи во турските архиви и како резултат на тоа издава повеќе документарни публикации и зборници од документи од овие архиви кои се однесуваат и на Македонија. Во бугарските дипломатски редови во овој период биле активни и македонците Симеон Радев, Тома Карајовов, Панчо Хаджимишев, Никола Трајков и други. Ресенчанецот Симеон Радев бил бугарски амбасадор во Хаг во 1920 и 1921 година, во Анкара од 1923 до 1925 година и од 1925 година во Вашингтон. Скопјанецот Тома Карајовов во 1924 година бил генерален конзул во Албанија. Велешанецот Панчо Хаджимишев во 1920 и 21 година бил амбасадор во Рим, а од 1924 година во Лондон. А Никола Трајков од село Вранештица, Кичевско, од 1921 до 1940 бил дипломат во Букурешт и во Атина. Тука ќе го споменеме и професор Никола Милев, роден во 1881 година во село Мокеш, Костурско, кој, откако бил назначен за бугарски амбасадор во Соединетите Американски држави, бил убиен на 13 февруари 1925 година. Тој бил близок соработник, пријател и советник на Тодор Александров. Професор Милев одиграл и важна улога во создавањето на организацијата Народен сговор. Бил и директор и уредник на весникот Слово, на чии страници постојано била напаѓана комунистичката партија и револуционерното движење. Убиството било подготвено од комунистичката партија и извршено од раката на неговиот сограѓанин од Кукуш, Милан Манолев. И на пониските нивоа на практикување на власта во Бугарија во овој период, како што биле функциите од локален карактер, например окружни управници и други раководни места, се среќаваат македонци. Тоа најчесто било во Пиринскиот крај, каде населението е македонско и власта се обидувала преку овие управници поставени од незина страна да ја држи колку може контролата во свој раце, бидејќи тука ВМРО функционирала како посебна држава во држава и го контролирала целокупниот живот. Едноставно, ВМРО го имала Петричкиот округ како територија под своја власт. Македонци во локалните власти среќаваме и во другите краишта на Бугарија. Така, например, во времето на владата на Стамболиски и искусниот и авторитетен македонски револуционер и доктор по правни науки Павел Шатев во 1920-та, меѓу другото и поради неговото познавање на турскиот јазик, бил назначен за окружен управник во градот Крџали. Но, најверојатно поради тоа што не сакал да се партизира, односно да стане член на Бугарскиот земјоделски народен сојуз, ја напушта оваа функција и се враќа во Софија да работи како адвокат. Водечки личности меѓу македонците, кои што се инволвирани во бугарскиот политички живот, но не на страната на владеачките политички сили, во првите 5 години по подпишувањето на Парискиот мировен договор, биле раководителите на ВМРО Тодор Александров и Александар Протогеров и нивните соработници од македонското легално и револуционерно движење.
Веднаш по доаѓањето на Стамболиски на власт, тие и двајцата биле уапсени како соработувачи за време на војната со оние бугарски државни фактори кои биле прогласени за виновни за воената катастрофа на Бугарија. Со тоа се потврдува дека биле третирани како посериозни фактори во политичкиот живот на Бугарија. Набргу успеале да избегаат од затворот и продолжиле со својата револуционерна дејност. За задоволување на потребата од снабдување на ВМРО со оружје и воена опрема, Тодор Александров ги искористил врските со офицерството, кое по војната се нашло во опозиција. Добиеното оружје било испратено во пограничните пунктови на ВМРО во Неврокоп, Петрич и Ќустендил, од каде требало да се започне со револуционерна дејност во Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија. Вооружените и другите активности на ВМРО, кои имале за цел да го разобличуваат насилничкиот асимилаторски режим во Вардарскиот дел на Македонија и да го свртат вниманието на големите сили и на друштвото на народите кон македонското прашање, непосредно влијаат за влошување на односите на Бугарија со кралството на србите, хрватите и словенците. Тоа ќе доведе и до остар судир на ВМРО со земјоделската влада. Нивното взаемно непријателство уште повеќе се продлабочува и поради изострената класна борба, поради политиката на Бугарскиот земјоделски народен сојуз за ограничување на крупниот капитал, бидејќи оваа политика не им одговарала на буржоаската опозиција и на дворецот, со кој ВМРО била поблиска. Во војната помеѓу власта и ВМРО, и двете страни се стремеле да ги искористат за свој цели појавите на неединство во редовите на спротивниот лагер. Тука може да се каже дека владата на Бугарскиот земјоделски народен сојуз ги преценила своите можности да го стави македонското движење под своја контрола со искористување на разногласијата меѓу македонските дејци. Оваа грешка ги создала и првите посериозни пукнатини меѓу земјоделскиот сојуз и ВМРО и чини живот на некои истакнати раководни личности на земјоделскиот сојуз и на македонското ослободително движење, како Александар Димитров и Ѓорче Петров. Како што политичките фактори во Бугарија се обидувале да го искористат македонското движење за своји интереси, исто така може да се каже дека оваа појава е присутна и во обратен правец. ВМРО си ги наоѓа заедничките интереси и се доближува до опозицијските десно ориентирани политички партии и воени кругови. А пак, оние сили од легалното и илегалното македонско движење кои во барањето патишта и начини за продолжување на борбата за ослободување на Македонија, повеќе или помалку се спротивставиле на ВМРО, покрај напорите за водење на независна борба, многу често се доближувале и до владеачките структури. Во бугарското партиско политичко милје во овој период го среќаваме и битолчанецот доктор Никола Иванов Генадиев, кој по Првата светска војна бил основач на Национал-либералната партија во Бугарија. Во 1923 година, кога неговата партија влегла во народниот зговор, во знак на протест ја напуштил и ја основал партијата Народно единство. Тој бил еден од најпознатите и признаени оратори во Народното собрание. Само нему својствениот стил на говор во собранието, богат со гиздавост, енергичност, ироничност или патетичност, бил толку моќен што честопати ги обезоружувал и противниците и ги терал да уживаат. Генадиев бил близок и со Александар Стамболиски. Доктор Никола Генадиев, тој од Битола бил првочлен на Бугарска партија и дури ја раководел со Бугарска политичка партија, бил министер во бугарска влада. За него и владеењето на Александар Цанков, кого го нарекувал фаталниот човек на Бугарија, исто така било поголемо зло. Го критикувал воведениот политички терор и остро го осудувал убиството на Стамболиски. Професорот Никола Генадиев отворено го осудил жестокото задушување на септемвриското востание и осуетил намерата на власта за ликвидација на околу 300 комунисти кои што биле учесници во востанието и биле затворени. И во ова спречување на таа Вартоломејска ноќ, значи тој побарал и добил поддршка од францускиот амбасадор Жорж Пико.
Власта не можела ова да му го прости и побарала од ВМРО човек што ќе ја заврши оваа работа. Тој бил убиен во Софија на 30. октомври 1923 година од раката на Димитар Стефанов, терорист на ВМРО. На неговиот погреб францускиот амбасадор бил на чело на погребната поворка. Со 9-јунскиот преврат 1923 година во Бугарија доаѓа до промена на власта, односно се била симната левичарската опција предводена од Бугарскиот земјоделски народен сојуз и на власт доаѓа демократскиот зговор. Во овој период се засилува и интересот и влијанието на Советска Русија и на Коминтерна за овие простори на Балканот. Советските фактори ќе започнат преговори за соработка со македонското движење и под ова влијание кон крајот на 1923 година и почетокот на 1924 година ќе се поведат преговори за помирување на спротивставените струи во македонското движење, ВМРО и Македонската федеративна организација. Така дошло до потпишување на Мајскиот манифест за обединување на македонското движење. Владата на Цанков не можела да го прифати ова однесување на ВМРО и преземала мерки да го ослабне раководството на ВМРО и да не дојде до реализација на оваа спогодба. Тодор Александров бил убиен на 31. август 1924 година. Започнале крвави пресметки меѓу левицата и десницата во македонското движење, што значело и поголема несигурност во Бугарија. Македонското население и македонската емиграција, како сега официјални и легални граѓани на бугарската држава, си имале и своја улога во политичкиот живот на државата. Македонците во бугарскиот политички живот во периодот меѓу двете светски војни навистина биле интензивно вклучени. На високи позиции во бугарското општество се наоѓале македонци како суди, како адвокати, како председатели на разни организации, министри во бугарската влада, премиер, како што е случајот со Андреј Љапчев. И од страна на бугарските политички фактори се јавува голем интерес за оваа бројна македонска маса во рамките на нивната држава, за да можат полесно преку ова население да си ги остваруваат своите политички интереси. Ние сме дале голем број така навистина високо интелектуалци кои што се вклучили во бугарскиот државен апарат и посветено служели и дале голем придонес за бугарската држава. Се работи за огромна македонска емиграција. Бројките се релативни, не може да се дадат со целосна точност, но веројатно се работи за 1 до 2 милиони луѓе кои што се по потекло од Македонија. Ние македонците имаме славен елемент, а македонскиот народ е жилав. Еднаш добие ли Македонија автономија, побрзо Бугарија ќе стане македонска, отколку Македонија бугарска. Ние за тоа имаме шанса. Во Бугарија на највисоки места денес се македонци. Без сомнение, во своје време денешните великани македонци по народност ќе ни придат нам и Бугарија ќе биде македонска. Веруваме дека тоа ќе биде порано или подоцна. Македонија ќе биде држава републиканска. Таа ќе гледа кон себе да привлече и други во сојуз, како кантони, и така ќе биде силна држава.